Благодарам, председателе. Може би степенот на човечкиот развој кај сите нас ќе го достигнеме тогаш кога зборот или диалогот ќе бидат одлучувачки во однос на решавање на одредени проблеми. Меѓутоа изгледа за жал ќе треба уште многу да работиме, да можеме да се разбираме и да почнеме да функционираме. Имаме проблем. Мене искрено да ви кажам, ми е многу жал за настаните на 27 април. Во тој момент, и јас како на филм сето беше, сакам чисто да го спомнам. И некако се најдов последен во салата. Бев излезен, не знам, тука некаде многу народ беше, не се сеќам зошто се случи. Одеднаш дел од колегите беа заминати. Ме упатија службите за безбедност до една просторија, каде што во тој дел таму имаше и колега од повеќе колеги од Социјалдемократскиот сојуз. Се сеќам на колегата од Струмица, сега градоначалник актуелен. И тој беше таму. Седнавме таму, двајцата сите бевме, дел беа наши пратерици, дел на Социјалдемократскиот сојуз. И вчудо невидени што се ни се случува и дали е ова реалност или каде е проблемот, зошто ово се случи. Јас така го видов настанот, без разлика, може би некогаш во некој идно време ќе се видат вистините и ќе се знае кој и како и така натаму. Меѓутоа, искрено да ви кажам, јас немам доволно информации, не можам да донесам одлука и суд и да кажам дали и што е. Меѓутоа, апсолутно ми е жал за сите ваши случувања. Мислам тука, еве го и колегата Владко Ѓорчев, уште со неколку мина, може би јас не се одважив да застанам некаде, ама не знаев кого да бранам, против кого да се борам во тој момент. Владко реагираше многу често и храбро, па за тоа беше обвинуван, па зашто го прави тоа? Сега, после ќе си кажам, јас се извинив, Владко, така ве спомнав. Меѓутоа, значи, немојте да ги гледате работите, таму имаше уште неколку мина пратеници и сите ние бевме стварно изненадени од целата работа. Тоа е нешто што реков, не сакам сега да навлегувам за таа ситуација, времето ќе каже. Јас и како комисија, некам лично да го сватите, имате многу, реков и вчера, многу неблагодарна работа. Не ве обвинувам, на вас ви е тоа обврска, вие ќе мора да постапите согласно деловникот, правилникот и тоа го правите, честно и поштено, јас во тој дел не навлегувам. Сепак сме луѓе. Меѓутоа, би сакал, барем, нели, еве може би и ние претеравме со дел одговорите, и вие да сватите, бидејќи не сме ни ние ни вие судот или обвинителството кое треба да ја суди ова работа или да ја докажува. Во овој момент се работи за одземање на имунитет на пратеник на господин Трајко Велјански. Во тој правец, јас би сакал да ве замолам, барем ние да не судиме. Ние немаме право да му судиме на некого, барем во моментот додека не се дадат конечни докази дали бил или не бил. Сето тоа. И сега, каде е загрижувачки, зошто ке мене е загрижувачка целата работа? Значи имаме 8 пратеник поред кој му се случи ова, се бара од земење на имунитет. Сега, прашањето е до каде? Тоа е веќе 25% од 20-25% од вкупната бројка на пратеници на ВМРО ДПМН. И ако продолжи понатаму, се ние си го поставиме прашањето кој е следниот. Дали се атакува на друг, дали има, значи, реално, човечки да помислиш, да се плаши, да реши дека некој можеби е следна ситуација или нешто сгрешил. Не, можеби има работи кои ние не се сеќаваме, вие не потсетувате и обратно, можеби сме кажали нешто со што сме предизвикале некоја реакција. И заради тоа да бидам обвинет или заради некоја порака. И едноставно, јас не знам искрено да ви кажам, што всушност во тој момент некој работи се случува. Ние прикјутевме, во тој дел немавме реакции, отпосле кога, после некој време, свативме дека можеби и ние и вие сме изиграни на целата работа. И кој тоа сето го направил, не знам. Некем да навлегувам. Се поставува едно друго прашање, а тоа е за овој случај сега, барањето да се одземе имунитет на господин Трајко Велјански. Се зборуваме за случај, зашто го кажува прво случајот. Зборуваме за случај кој се случил и сега, и тој случај некој начин, јас мислев дека добива завршница, нели, имаме пресуди веќе, имаме луѓе кои чекат пресуди,
Имаме луѓе кои се амнестирани. И сега пак се враќаме назад. Јас не би сакал да речем дека е